Добро вечер. Мандатот го почна со ветување за неселективна борба со криминалот и ефикасни истраги. Како новиот државен обвинител планира да ја подобри оценката на Европската комисија, дека земјава нема напредок во борбата со корупцијата. Ги пресмета ли обвинителството последиците од измените на кривичниот законник? До каде се предметите од интерес на јавноста? Дали обвинителството го чека законот за рестриктивни мерки за да се заинтересира за црната листа на САД? За овие, но и други прашања вечерва во топ тема интервју со државниот обвинител Љупчо Коцевски. Добро вечер, господине Коцевски. Добро вечер, поздрав до гледачите и благодарам за поканата. Со интервјуто почнуваме по рекламите. Ова прво телевизиско интервју со државниот обвинител ќе го започнеме со еден од најголемите проблеми во нашето општество, тоа е борбата со корупцијата која добива размери на епидемија. Критиките се погласни, а обвинителството е се уште тивко. Генерално обвинителите ги имате сите механизми да се спречи борбата со корупцијата, но до сега е тивко од кај вас. Посветено ќе се залагам за безкомпромисен кривичен прогон на сите сторители на кривичните дела. Ова е напишано во вашата програма, но конкретно што ќе преземете за ова да не остане само на хартија, бидејќи сега сме во некој предизборен период и сите ветуваат и многу пати до сега, но не сите ветувања од програмите се реализираат. Па вака, по однос на програмата можам да кажам дека последниве 30 години ова е прв пат да јавен обвинител кој што го избира собранието да приложи програма и да ги каже основните начела и основните точки кои што ќе постапува во текот на неговиот 6-годишен мандат. Што значи дека иако програмата е многу кратка, ценам дека ги опфаќа основните принципи, основните работи кои што за овој 6-годишен мандат јас како јавен обвинител би можел да ги спроведем. Ценим дека тоа е реално, она што е наведено во програмата, реално, а борбата против корупцијата секогаш ќе биде на програмата е програма, но недостасува како ќе го спроведете тоа? Тоа ве прашувам како ќе вака што е дел од борбата против корупцијата, секако тука е стратешкото партнерство како нов пристап на борба против корупцијата, градењето на стратешкото партнерство со сите релевантни чинители во борбата против корупцијата, тоа се државни институции, невладини организации, медиуми, истражувачки и така натаму. До сега имавме доста голема соработка во однос на овие државни институции, имајќи предвид со Државниот завод за ревизија, меѓутоа во однос на стратешкото партнерство како нов пристап на борба против корупцијата, ценам дека промоција на координиран еден мултиинституционален пристап за борба против корупцијата, имајќи предвид дека треба сите да учествуваат, сите да пријавуваат, а тоа се секако дел од разни институции, истражувачки, реков, новинари, вие како медиуми и сите органи кои што... Тоа значи дека побрзо ќе действува во на обвинителството на новинарските написи, истражувања и медиуми, бидејќи има редица на предмети кои што се уште ги објавија медиумите, но се уште немаат некој конкретен чекор напред во предметите и истрагите. Ќе ве прашам подоцна во емисијата и конкретно за предметите. Европската комисија констатираше дека нема напредок во борбата со корупцијата. Ова е сериозна забелешка, но сериозната загриженост на Европската комисија беше за септемвриските измени на кривичниот законник, кои што беа донесени без дебата, со европско знаменце и кои предизвика последици како што се застарување на предмети, дел од предмети кои што се водеа со години,
а и генерално се намалува периодот на застареност. Сега, обвинителството се уште нема излезено со конкретен податок за тоа какви се последиците од овие измени врз предметите на обвинителството. Имате ли некаква бројка, начин на кој што може да се измерат последиците и ефектите од овие измени? Вака, во однос на извештајот на Европската Унија, тоа што е наведено во извештајот, секако треба да го цениме, а перцепцијата, за жал, на јавното обвинителство и на целото правосудство е навистина многу на ниско ниво. Од тие причини сметам дека токму преку транспарентност, отчетност и во однос на работата на обвинителите, токму тоа ќе биде и предмет на понатамошната работа. Во однос на измените на законот на кривичниот законник, во однос на кривичното дело 353, начинот на кој што се донесе, сите го знаеме. Тоа беше многу брзо, не беше консултирана ни правната фела, не беше консултирано ни јавното обвинителство. Прв пат, можеби, до сега јас колку паметам, начинот на кој се донесе законот со таква брзина, односно измените конкретно на член 353, со толкова брзина, навистина е нешто што се случи многу брзо, без нешто образложение, некој конкретно да законодавецот го каже и да граѓаните му веруваат. Затоа што кога се определува видот и висината на казната, секогаш законодавецот треба да има во предвид одредени параметри, имајќи со оглед дека треба да земе како е тоа во другите земји, за кој е сторител на кривичното дело, дали во конкретниот случај за 353 тоа е одговорно лице и службено лице и лице кој врши работи од јавен интерес, и секако причинетата штета. Причинетата штета во кривичното дело 353 е штета која што е на терет на буџетот, односно тоа се пари на граѓаните, и токму во тој дел законодавецот треба посебно да внимава, затоа што казната, како казна, треба да има одредена цел и влијание, и таа треба да биде резултанта на постулатите на генералната и специјалната превенција, а воедно да биде логична и општествено прифатлива. Во конкретниот случај, ако се има предвид претходната казна запретена за ова кривично дело и сегашната казна со измените, навистина можам да кажам, ниту е логична, ниту е општествено прифатлива, а ниту пак можат да се постигнат целите на казнувањето со вака предвидената казна. Ова го кажувам од причина што се работи за коруптивно кривично дело, кој што на вистина запретената казна за став 1 е до 3 години, за став 2 до 5 години, а штетата може да биде милионска. Во тој дел многу кривични дела што беа во тек ќе застарат, и многу кривични дела што имаше можност да се решат, во случајов јавното обвинителство ќе мора или да донесе решение за отфрвање, односно за застареност на тие кривични дела, затоа што имате ли пресметка колку ќе бидат тие дела? Вака, немам конкретна бројка, мислам дека во обвинителството за организиран криминал може да имаше околу 50-тина. Предмети? Сега дали тие сите се однесува за 353 за јавни набавки, не сум сигурен, меѓутоа во другите обвинителства може да помалку, Скопското најоптеретено, а во другите подреша за 353 многу малку има, имајќи предвид дека јавното обвинителство за гонење на организиран криминал постапуваше по 353 став 5, а таму е јавните набавки кои што кривично дело од времето, уште ако дадеме една генеза, 2004 беше до 4 години, па 2009 се зголеми на запретената казна најмалку 5 години, а сега па токму во однос на запретената казна најмногу е 5. Сега во законот постои апсолутен и релативен рок на застареност, така да сите кривични дела
релативниот рок се смета од денот на сторување на кривичното дело или последицата. Сторување на кривичното дело и последицата рече се секогаш одат заедно, во исклучителни случаи може да биде последицата покасно. Што значи дека за кривичните дела, што се стори неве од денеска назад 3 години, ако утре се поднесе кривична пријава, тогаш рокот се смета релативен и кривичното дело е застарено. Сега, ако јавниот обвинител преземе прво процесно дејствие, тогаш се продолжува рокот од уште 3 години, меѓутоа се намалува за исходот на целата постапка, имајќи предвид дека треба и јавниот обвинител и судот да брза за да го запата за рокот. Истото се однесува и за рокот од 5 години, што значи дека сите оние што сториле кривично дело во последните 3, односно 5 години од денот на сторување до денот на поднесување на кривична пријава, тие се веќе застарени. Застарени се. Сега, ако ми дозволите, можам да кажам дека има деновиве во тој дел една пресуда што за нас е зачудувачка, меѓутоа само можам да кажам, можеби тоа е само една инцидентна пресуда, можеби е несреќно образложена, али сепак е нејасна и неразбирлива и има повреда на член 353. Зашто станува збор? Станува збор за кривично дело кое што со првостепена пресуда судот донел ослободителна пресуда. Со тоа што судот констатирал дека го ослободил по 368 став 1, тоа значи дека кривичното дело не е кривично дело кое се гони по службена должност. За кој предмет станува? Дали е познат предмет? Предмет како негде постар предмет, меѓутоа судот не одел и првата пресуда е донесена кога не е бил на снага измените на кривичниот законник, меѓутоа сега во жалбена постапка апелациониот суд застанува на едно друго становиште, што за нас е навистина многу чудно и јавното обвинителство ќе поднесе сега барање за заштита на законитоста, затоа што апелациониот суд застанува на стојалиште дека согласно действијата кои се обвинуваат обвинетите и се содржани во 353, произлегува дека делото за кое се обвинува обвинетите не е кривично дело според законот. За 353 став 5 зборуваме? Вака сега, за 353 став 5, меѓутоа сега со измените судот, по наоѓање на судот цени дека делото за кое се обвинети не е кривично дело согласно законот. Тоа значи дека од сега натаму, ако оваа пресуда обстане, а тоа одбраната сигурно ќе го користи, дека сите кривични дела се декриминализирани. Од став 5? Од став 5. Затоа што тој член е избришан? Да, и не се офатени во член 353 со сегашните измени. Така, сака да каже дека е председан прва ваква одлука во која што бришењето на ставот 5 се смета дека е декриминализирано делото од јавните набавки? Да. Токму за јавните набавки се однесува и по наоѓање на судот, затоа што не е кривично дело според законот, поради тоа што има само донесена ослободителна пресуда, согласно член 368.1 од ЗКП, и тоа вика соодействува со ново образложението е на судот со ново настанатата правна ситуација согласно законот за изменување и дополнување на кривичниот законник. Ќе се заинтересираме за ова, ќе распрашаме, да прашаме. Само да додадем, ако ова вака оди, тогаш ќе ни пропаднат сите кривични дела, што се однесува за јавни набавки, а тоа се можеби над 90% кривични дела. Така. Ќе се заинтересираме за ова и ќе го проследиме, но да продолжиме со останатите прашања. Бевте избран неодамна, ве избра претениците од власта. Секој обвинител претходно и пред вас го носеше товарот, односно сенката, дека ги штити токму функционерите кои се од власта која што го избрала. Тоа
беше и една од причините поради која што секој обвинител на крајот завршува со тој товар дека не преземал доволно и се гонат функционери само од претходната власт. Дали вие планирате да го смените ова или ќе останете уште еден во низата кој што во чиј мандат ќе се истражуваат повеќе поранешните функционери? Прво да ви кажам дека можеби јавноста нема да верува, меѓутоа верувајте дека е така. Прво, јас лично буквално не знам ни еден функционер. Значи, ни еден функционер не знам. Значи, во тој дел сум отслободен од секакво евентуално јас лично влијание од страна на функционерите, дали од власта или опозиција, или утре се смени власта, така да во тој дел немам никаков проблем во однос на евентуални притисоци. Меѓутоа, тоа го наведов и во мојата програма. Сакам, доколку дозволува законот, тоа се го проучуваме и со колегите, за воспоставување на независен механизам за заштитно пријавување преку кој јавните обвинители ќе можат на безбеден начин да ги пријавуваат евентуалните влијанија и притисоци со кои се соочуваат. Што значи тоа? Дека секој јавен обвинител или судија, доколку има одредени притисоци од власта, од поединци, од функционери, ќе може тоа да го пријави во оделението. Сега тоа оделение се уште не е формирано, ги разгледуваме можностите во Законот за јавно обвинителство дали е возможно да се формира. Тоа оделение може да го води државниот јавен обвинител или обвинител кој што ќе го овласти државниот јавен обвинител. Тоа ќе биде место каде што ќе може да се обратат бидејќи да се обрата со тоа што после тоа и ќе соработуваат. Ќе соработуваат со јавниот обвинител и да се види. Но што е со дел од обвинителите? Ви во анкетата на ОПСЕ која што беше, односно истражувањето јавено лани, пријавувале дека токму притисоците доаѓаат од хиерархиски повисок ранг обвинители. Тука влегува и вашата функција. Како ќе обезбедите ова да се промени во иднина, дека всушност произлегува дека притисоците, односно политиката и бизнисот имаат свои продолжени влијанија и внатре во самото обвинителство? Па токму во тој дел и во програмата тоа го срочив, ќе има јавното обвинителство одредена транспарентност, затоа што сите евентуални влијанија кои што јавниот обвинител може да ги има, ќе мора за предметот да каже на одреден период во која фаза е. Таа транспарентност ќе повлече, ќе поттикне отчетноста во работењето на јавниот обвинител, а секако тоа ќе доведе и до интегритетот на самото обвинителство и на самиот обвинител. Така. И претходниот обвинител најави дека има многу предмети за актуелни поранешни функционери, но не слушнавме многу исход за голем дел од нив. Еве, изминатиот период вие велите ќе работите и на поефикасни истраги, да се скратат истрагите, но ние имаме ситуација каде што пред истраги траат со години, истрагите ги надминуваат роковите по повеќе од година и половина, која што е максимален рок. Како ова ќе го промените кога тоа веќе станува во сите барем актуелни предмети посериозен проблем? Предметите што се во интерес на јавноста се навистина предмети обемни, тешки предмети, комплицирани предмети, кои што треба да се посвети посебно внимание и посебна има доста работа, се работи за докази кои што не се така лесно достапни, затоа што кај кривичните дела, поготово перење пари и така натаму, мора да се следи текот на парите. Сите оние кои што треба да се гонат за тие кривични дела, верувајте дека парите не ги оставаат во нашата држава, тие ги вложуваат во некоја друга држава и сега обвинителството додека има одредени сознанија дека тој, да речемо, ги вложил парите во Панама, обвинителството кога ќе добие доказ дека во Панама, меѓутоа осомничениот го знае тоа и тој ги префрлил на Кипар. Од Кипар
тој ги префрлил на друго место и така да текот на парите многу е тешко да се следи, многу долго време одзема и во тој дел токму тие предистраги траат повеќе, за нив нема некој конкретен рок, меѓутоа истрагите се вржени со рок. Ќе ве прашам за истрагата за Евростандард банка. Таа трае 3 години. Што е тука конкретно проблемот? Има ли некој проблем и дали после толку долг рок смее волку да се пробиваат роковите во истрагите? Вака, конкретно за конкретниот предмет, ако прашувате, денес јавното обвинителство за организиран криминал организираше брифинг со новинарите и обвинителката која што го работи предметот и беше поставено ова прашање токму за Евростандард банка. Таму истрагата трае долго, затоа што пред истрагата траела многу кратко и сега само можам да кажам она што истата го кажа, се работи за вештачење, изработено вештачење од 680 страници. Тоа е многу обемно вештачење кое што ќе се достави на обвинетите, а обвинетите имаме сега сознание дека ќе дадат своја изјава, а на почеток се бранеле со молчење. Што значи дека точно е тоа, дека истрагата траела многу време, меѓутоа во однос на некаква повреда не е тоа повреда од апсолутен рок или релативен рок за евентуално донесување на ниту на јавно обвинителска одлука, ниту на судска одлука. Пред нова година антикорупцијската комисија на седница утврди да поднесе иницијатива за кривично гонење на двајца државни функционери за набавките на мазут во ЕСМ. Конкретно, што се случува со таа иницијатива? Со неа беа опфатени министерот за економија и поранишниот директор на ЕСМ, но и повеќе вработени во Министерството за економија и ЕСМ. Преземено ли е нешто конкретно во тој предмет? Вака, со оглед дека јас сум многу кратко време на оваа функција, иако делот од предметите ги знам, со оглед дека сум работил во Републичкото јавно обвинителство, конкретно за овој предмет станува збор за нова пријава, иницијатива, како што рековте, на ДКСК од месец јануари 2024 година, со оглед дека предметот е оформен исклучиво врз основа на иницијативата на ДКСК, во која се наведуваат сознанија и согледувања за одредени состојби. Првично, по анализа на истата се утврдуваат евентуални противправни действија и лица од кои би можеле да бидат превземени. Воедно се обезбедуваат податоци од Бирото за јавни набавки и Државниот завод за ревизија за евентуално извршени ревизии и дадени мислења по однос на идентификувани јавни набавки, откако ќе бидат истите утврдени како идентификувани лица и действија по обезбедување на сите материјални докази, материјална документација, ќе се одлучи околу преземање на следничи корак. Ви прашал уште за неколку предмети, тие се во надлежност можеби да на обвинителство за организиран криминал, една од нив за која јавност имаше огромен интерес. Обвинителството се нема произнесено со конкретна одлука се уште случајот со Рафија, каде што се споменуваа фирми поврзани и адреси поврзани со лидерот на Дуи Ахмети, односно со семејството на Ахмети, поточно неговиот внук Дри, неговиот син Зет, но и пратеник од Дуи. Дали нешто конкретно од она што беше објавено во медиумите досега е сработено, преземено во овој предмет? Предметот со Равија, по мои сознанија, е се уште во предистражна постапка. Доставени се наредби до повеќе институции, прибавена е и анализирана документација во врска со јавните набавки, како и документација од повеќе надлежни органи и во соработка со релевантните институции на други држави ќе се преземат действија за расветлување на случајот. Немам некои поподробни информации, имајќи предвид дека се уште предметот е во предистражна постапка. Добро еве во ова насока. И го работи Обвинителството за организиран криминал. Денеска ти има брифинг. Некои беа со презентирани дел од предметите до каде се сработени, тука и обвинението за градоначалникот на Струга Мерко. Предлагам сега да го погледнеме прилогот на колешката Марија Митевска, па се враќаме со останатите прашања.
По повеќе од година дена од стапувањето на функцијата, шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази ги отвори вратите за јавноста. Поводот беа новите простори на обвинителството, но се реферираше и за досегашната работа и случаите кои се во интерес на јавноста. Епилог добила истрагата против струшкиот градоначалник Рамис Мирко. Против него е поднесено обвинение по иницијативата на антикорупцијската комисија за набавката на луксузниот автомобил Ауди А6 во општина Струга. Тој се гони за злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 4 од Кривичниот законник. Казната затвор за ова дело е од 1 до 5 години. Според антикорупционерите, Мирко ја злоупотребил својата положба при набавка на 4 автомобили во вкупна вредност на набавката од 114.000 евра, меѓу кои и Ауди А6 од 66.700 евра, која го користел градоначалникот и во време кога општината Струга е со неподмирен долг од околу 4 милиони евра. Мирко тврдеше дека Ауди А6 од 70.000 евра не е луксузен автомобил, зашто и обични граѓани возат автомобили од 100.000 евра. Морала се купат нови возила за општината, затоа што старите биле дотрајани. Обвинението е поднесено до Кривичниот суд Скопје, кој се очекува да се прогласи за ненадлежен, пошто предметот ќе го преземе судот во Струга. За случајот познат во јавноста под името Вија Комерц против поранишниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, обвинителството утврдило дека нема простор за негово кривично гонење за злоупотреба на службена положба и овластување. Станицата за технички преглед Вија Комерц имала решение за исправност на автобусот на Беса Транс кога се случи несреќата на автопатот во Бугарија, кога загинаа 46 македонски државјани, од кои 12 деца. Според обвинителството за утврдување на вина е потребно постоење на причинско-последична врска, односно да е направена штета за државата. Се утврдило дека автобусот немал технички проблеми за време на несреќата. Екс-шефицата на обвинителството Вилма Русковска предходно изјави дека комисијата во МВР донела решение станицата за технички преглед Вија Комерц да биде затворена, но Спасовски не го потпишал тоа решение. Продолжуваме со интервјуто со државниот обвинител Љупчо Коцевски. Господин Коцевски, слушнавме дека има обвинение, конечно после неколку години пред истрага за автомобилот кој што го набави општина Струга против градоначалникот Мирко, кој што се наоѓа на црната листа од летоска. За него имаше повеќе предмети кои што се водеа, дел застарени, дел активни со години. Има ли нешто конкретно за овие предмети, но и дали се распрашавте во зашто конкретно беше ставена црната листа на САД, поради кои причини? Во однос на предметите за Мерко, јавниот обвинител тогаш формира комисија и во таа комисија бев јас. И извршивме увид во сите предмети, во голем број на предмети, негде можеби околу 40-тина. И од сегашен аспект со измените на кривичниот законник одредени предмети застарија. Меѓутоа, колку застарија? Имате бројка? Па немаме конкретна бројка, меѓутоа во моментот по мои сознанија се во работа некаде околу 10 предмети во јавното обвинителство во Струга и по нив се постапува и тоа се главно предмети кои се формирани негде 2019 2020, 2021, 2022, 2023 година. Има за нив се уште рок, имајќи предвид дека фатен е и релативниот рок, така да има рок за да се донесе и конечна јавно обвинителска или конечна судска одлука. Така да нема сите да застарат, меѓутоа еден дел од предметите застарија. Имаше една пресуда која што бил осуден, тоа беше од поодамна. Не беше сега, да. Има пресуда каква? Имаше пресуда со условна осуда. Условна, за кој предмет станува збор? Не можам да кажам, тоа беше поодамна, што само извршивме увид без да кажам. А во овој предмет само тој одговара или има и други обвинети во обвинението за автомобилот? Во предметот за автомобилот, како што и денеска се брифираше тој пред новинарите, се работи само против Рамис Мирко, а се терети за причинета штета на возилата во вкупно околу 114.000 евра и тоа за тие патничко моторно возило Ауди и Шкода Октавија и така натаму, за тоа го имавте во вашиот. Има ли некакви мерки во однос на штетата или Во која смисла мислите? Замрзнување на имоти, такви слични? Па нема мерки, само се работи за обвинителен предлог, кој што обвинителен предлог
ставот на јавното обвинителство, на Републичкото јавно обвинителство беше да сите предмети што ги работи јавното обвинителство за организиран криминал, со оглед дека и тие беа запознаени со предметите, ги довршат и се поднесе обвинение за тие предмети кои што има докази. Јавното обвинителство за организиран криминал конкретно за овој предмет го достави до Основното јавно обвинителство Скопје, со тоа што Основното јавно обвинителство Скопје ќе го препрати до надлежното јавно обвинителство Струга и таму ќе продолжи постапката и по она што ние доказите ги обезбедивме, сметаме дека ќе има. Така, непостапувањето на обвинителството е една од причините поради која што се носи законот за рестриктивни мерки, со кои што луѓето ставени на црната листа на САД станува задолжителна за државата, за институциите. Од една страна, зошто обвинителството се доведе во ситуација да треба со друг закон да се даваат конкретни мерки за постапување и како гледате вие на овој закон со оглед на тоа што дел од експертите има забелешки од аспекти на човекови прави и други забелешки на овој закон, дали бевте консултирани можеби? Вака, во однос на законот за рестриктивни мерки јавното обвинителство не учествува, не е консултирано. Меѓутоа можам да кажам дека токму во однос на смислата на овој закон имаме доволно закони за конфискација на имот, затоа што тука е кривичниот законник, постапката исто во законот за кривична постапка, сега се донесе законот во граѓанска постапка исто за конфискација, каде и таму е вклучен јавниот обвинител и со досегашните закони јавното обвинителство може да презема одредени процесни действија. И да поминаа месеци, немаше ништо конкретно. Побаравте ли од САД да ви кажат зошто тие личности кои што ги ставија на црната листа беа ставени, за какви злоупотреби, какви докази имаат, помош? Побара ли обвинителството конкретно некаква мерка, бидејќи не се реагираше на црната листа? Вака, согласно законот за меѓународна правна помош, јавното обвинителство може да побара одредени докази, а и сега, имајќи предвид дека и јавната обвинителка Ленче Ристовска е во Европравда, има можност да јавното обвинителство ги прибави тие докази доколку ги има, и тоа е нашата иницијатива и размислуваме деновиве, не знам од кои причини претходно тоа не било, да преку постоечките закони, доколку има, се обезбедат докази за сите лица што се наоѓаат на црната листа. Ќе видиме натаму како ќе оди, дали тоа е можно, дали изводливо и дали се тоа е само одлука некоја на земјата која што... Ќе барате од САД конкретно или? Ќе бараме од сите држави кои што е можно да се добијат некакви релевантни докази за сите лица кои што се ставени на црната листа? Да. Бидејќи САД ги става на црна листа, затоа прашам дали конкретно од кај нив побаравте? Во законот за рестриктивни мерки, ја колку што слушнав од медиумите, не само САД, туку и Велика Британија. Да, но вие сега не барате по тој закон, барате по актуелниот за меѓународно. Да, затоа реков доволно е по сегашните закони да ние преземеме одредени действија во поглед на меѓународна правна помош и да се обезбедат докази. Токму тоа ми беше прашањето, зашто досега не се постапува? Секој закон ние го поддржувале, што е закон за борба против корупцијата. Зошто да не? Меѓутоа, секогаш треба да се внимава при носењето на закони, да нема колизија меѓу законите, да има примена, да бидат функционални, затоа што и законот ако се донесе во практичната примена е сосема друг. Ако не може да се применува, тогаш не треба да се носи. Прашавте ли барем зошто досега не се постапувало, и ве се сретнувавте со шефовите на обвинителствата, и ве бевте и со Абази, и со Бубевски, и со другите шефови на обвинителства, зошто досега не се постапувало по овие предмети? Не се... По предметите конкретно... По наводите на САД за злоупотреби, за корупција на црната листа? По предметите за САД за корупција, Соединетите Американски држави не ни дадоа нас конкретни докази, туку тоа е само општа констатација. Но дали побаравме ние? До сега не, меѓутоа имаме активности кои што сметаме дека
ќе може да се бара токму врз основа на овие закони што ви реков претходно. Така да мислам дека и да го донесе законот за рестриктивни мерки, прашање е дали ќе може да се спроведува, имајќи предвид дека ние не сме вклучени, јас лично не ја знам содржината на законот, крајниот исход кој ќе бидат правните норми во него, се уште не можам да ви кажам. Така. Мафијашки престрелки го тресат главниот град веќе подолго време. Крвна одмазда, други причини испливуваат на површина, има убиства, кои се плетат веќе и мрежи, кој на која страна е, кој во која банда е, но досега нема се уште некаков исход, односно обвиненија за овие убиства. Не се расчистени убиствата веќе подолго време. Зошто? Вака, јавното обвинителство е единствен орган кој што гони, а кој што открива е МАБАР. Што значи дека сите барања од страна на полицијата и сите наредби што ги дава обвинителството се ги процесуира, меѓутоа обвинителството само гони. Обвинителството не може да открива. Имаме одредени сознанија за одредени кривични дела и сметам дека ќе има успех наредниот период. Наредниот период? Да. Неодамна на пресконференција поранишниот министер за внатрешни работи Спасовски, кога говореше за групата од Грчец, рече дека имале соработници во институциите, во полицијата, судот, обвинителството, министерствата. Дали можеби се заинтересиравте кои се соработниците на бандите во обвинителството, кој им помага, им дава информации, дали такво нешто се истражува и не само во обвинителството и во другите институции? Дали министерот воопшто некој го прашал, дали дал информации околу тоа? Ја слушнав таа изјава на министерот за внатрешни работи, меѓутоа јавното обвинителство нема конкретни докази дека јавни обвинители, дека судии не јавни обвинители, туку вработени, сега може би били јавни обвинители, може би да. Немаме конкретни докази во моментов дека учествувале во евентуално пробивање на акции и така натаму, како што тоа го посочи министерот, доколку има такви докази, можеше да ги достави до обвинителството и обвинителството ќе постапеше. Значи досега немате такви сознанија, не се доставени. Би ве прашала и за уште неколку предмети кои што периодов јавноста ја интересираат. Тоа е истрагата за убиството на Вања и Панче Жежовски. До каде овој предмети, дали се чека всушност екстрадицијата за да има конкретни резултати или пак паралелно се постапува, што се презема периодов, дали беа сослушани? Видите, навистина кога се работи за вакви кривични дела, било кој тешко да се зборува. Во моето искуство, моето долгогодишно искуство, можем да ви кажам дека можеби сум имал едно 5-6 вакви случаи, за жал тоа не е нас и работа. Секоја година, ако земеш по 2-3 кривични дела, тоа се за 30 години. Можете да смислите, да рачунате колку е. Митоа овде се работи за навистина специфично кривично дело, грозоморно убиство, кое што е првичната наредба за истрага се работи за 5 лица, од кои 4 како соизвршители на 2 кривични дела грабнување по член 141 од кривичниот законит, како и 2 убиства заедно казниво по член 123. До каде ова истрага? Дали привршува? Имате нешто? Се обезбедени се доказите и имаше и обдукција, сето тоа оди во корис на фактичката состојба што обвинителството ја утврдува. Чекаме екстрадиција во однос на лицето што го спомнавте, Палчо, и ја мислам дека ќе биде брзо екстрадиран од Република Турција, така да се надевам на побрз исход во однос на тој предмет. Постапката е во тек, ние нашата работа ја завршивме, чекаме само да се екстрадира лицето. Така. Упадот во МНАВ беше на некој начин можеби и жежокостен за обвинителството, бидејќи ова беше еден од ретките случаи каде што најдена на став од судовите во кои што се преиспитуваа доказите, се преиспитуваше дали има дело, не беа прифаќани мерките.
обвинителството реално од досегашната пракса ретко се соочува со ваква ситуација да биде одбивано, барем за вакви големи предмети. Забележавте ли вие поинаков третман и докаде е овој предмет исто така од интерес на јавноста? Во однос на предметот МНФ, наредба за истрага е донесена за 8 лица, поради постоење на основано сомнение дека осомничените како соизвршители сториле кривично дело за грозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, член 303, колку знам, останувате на тие 8 луѓе за сега. На самиот почеток лишени беа слобода, знаете, 4 лица, за кратко време и останатите. Истрагата е во тек. Осомничените и сведоците на настанот веќе се сослушани и продолжуваат да се преземаат действија. Основното јавно обвинителство Скопје од првиот момент работи посветено и на целосно расчистување на овој настан и продолжува да постапува, особено имајќи предвид дека се работи за особено тешка последица која можела да настане при инцидентот. Друго во однос на ова имаше и во медиумите за несогласувањата. На релација обвинителство. Затоа што бидејќи истрагата беше на самиот старт, дел од лицата се уште не беа обезбедени, постоеше сериозна опасност за влијание во тоа да го каже тогаш уште обвинителството. Во овој момент одиме на реклами, па се враќаме по рекламите со останатите прашања. Продолжуваме со емисијата. Мој вечерешен гостин е новиот државен обвинител Љупче Коцевски. Застанавме кај прашањата за актуелните предмети, истрагата за онкологија. Дали се назира веќе обвинение или јавно обвинителска одлука? Во однос на овој предмет, токму вашиот медиум беше детално запознаен од страна на јавната обвинителка која што и го работи предметот. Во моментов се работи на вистина сложен предмет. Истрагата е се уште на самиот почеток, ништо не е исклучено, во тек се е економско-финансиско вештачење и вештачење за издвоени медицински истории. Имаме стручњак од Словенија, прибавена е огромна документација, тоа го кажа и јавната обвинителка, и компјутерски податоци кои што се анализираат. Можам да кажам дека најново сега е она што по наредба на јавен обвинител Фондот за здравствено осигурување изврши нов вонреден надзор над клиниката за онкологија и извештајот го достави до обвинителството. Ово извештај исто така се анализира во моментов, па ќе видиме. Што покажува? Може нешто да откриете? Не можеме, затоа што се уште се работи за докази кои што не можеме да ги. Дали дава некои докази во насока на она што досега го истражувавте или отвара некои нови перспективи? Секако она што го кажа обвинителката се продолжува со тие кривични дела и се оди на тие кривични дела што се првично објавени и во вашиот медиум. Неодамна добивте, обвинителството пристигна кривични пријави околу пасошите. Зошто биле доцна почнала издавањето со новото уставно име? Вие објавивте дека веќе се постапува, но има ли нешто конкретно, дали некој досега е сослушан во овој предмет? Нешто конкретно нема. Јас имав средба официјална со министерот за внатрешни работи, сегашниот, кој што беше во јавното обвинителство и ни соопшти дека ќе води постапка преку внатрешната контрола и доколку има некакви плюс докази ќе ни ги достави. Се работи на предметот, нема конкретно се уште јавно обвинителска одлука и се надевам дека ќе се реши тоа во најскоро време. Ќе се навратам на вашата програма и план која планирате да ја реализирате во 6-годишниот мандат, тоа е финансиска независност на обвинителството. Проблемите со ресурсите и со кадар ги констатира и Европската комисија. Смета дека се потребни и ресурси, и кадар, и финансиски експерти за да има многу подобри истраги, многу подобри резултати. Но вие не сте прв кој што барате подобра финансиска независност и средства, но ни тие пред вас не го добија тоа. Како вие планирате да ја подобрите состојбата?
Вака, тоа истакнато и во мојата програма, а вчера беше и евроамбасадорот ГИР во посета на јавното обвинителство и ги посочивме истите овие проблеми што вие ги наведовте, затоа што во буџетот за јавното обвинителство е предвидено 0,4% од буџетот, а државата нас ни дава 0,2, односно 0,2, што е тоа помалку од половина. Тука во тој дел морам да кажам дека ние ќе вршиме притисок на тие средства што е можно повеќе се обезбедат. Тој притисок секако ќе биде преку разни поднесоци, преку вас медиумите, преку да не речем ќе се буниме и така натаму. Меѓутоа тие средства се неопходни, тоа е битна работа затоа што финансиските средства за работа на јавното обвинителство се навистина, да не речем одлучувачки, меѓутоа многу битни. Во однос на човечкиот, и ова можем да дополнам, дека до сега имаме многу донации од страна на Соединетите американски држави и бев во посета во таа насока бев во посета на истражниот центар на основното јавно обвинителство Скопје. Пријатно бев изненаден со оглед дека основното јавно обвинителство Скопје е целосно екипирано со вкупно 17 истражители од различни области, добро работи. Но дали е тоа доволно за такво обвинителство? За такво обвинителство во моментот е доволно, меѓутоа проблем е со другите јавни обвинителства и тоа и на работен состанок го имав минатата недела со сите јавни обвинители од сите јавни обвинителства, шефови на јавни обвинителства на цела држава, и им ветив дека ќе ги посетам и да ги кажат проблемите, затоа што истражни центри има во Тетово, Куманово, по 20 истражители и Скопје. А истражни центри се предвидени за повеќе, повеќето градови. Да, меѓутоа се уште не се. Освен Скопје, што е навистина и најобемно обвинителство. А во однос на кадарот, ќе ви кажам дека јавно обвинителската служба е едва помалку од 40% пополнета во јавното обвинителство и во моментов имаме вработени 371 јавно обвинителски службеник, а ни треба 1026. Ви недостасуваат и обвинители? Ова реков за јавно обвинителската служба. Да. Сега, за јавните обвинители во моментов 88 ни недостасуваат, со тоа што ќе ви кажам дека само у Републичкото јавно обвинителство за една година во пензија 6 јавни обвинители. Кога сме кај обвинителите, изборот и напредувањето, тоа се врши напредувањето во Советот на јавни обвинители, вие сте таму член по функција. Но досега има многу забелешки за начинот на кој што се напредуваат обвинителите. Нема мерит систем, нема јасни критериуми. Ова и анкетата, како што и претходно спомнав, на опсе самите обвинители во солиден процент немаат доверба на начинот на кој што се избираат обвинителите. Планирате ли тука нешто да смените, односно да ги прашате и ви колегите како однадвор се знае пред да гласаат кој ќе биде избран, односно напреден во повисоко обвинителство? Дали има влијание однадвор и овде? По службена должност и јавниот обвинител, односно јас како државен обвинител сум член на Советот, со оглед дека брзо стапив на функција, се уште не сум бил на седница на Советот за избор на јавен обвинител, ниту па евентуално сме дискутирале за други прашања. Таму има и други прашања кои што треба да се дискутираат околу дисциплинската постапка и така натаму. Законот за јавно обвинителство, за да бидеш јавен обвинител од одредена степен, треба да имаш одреден стаж, да бидеш оценет со позитивна оценка и да имаш... Има ли мерливи критериуми до сега според она што гледате? Бидејќи има забелешки дека нема... Видите, она што законот го предвидува, шефовите на јавните обвинителства го спроведуваат. Вршат оценување на јавните обвинители на начин, само дозволите, на начин кој што е пропишан во законот. Во однос на самиот избор, јас како член, што ќе биде сега сум веќе на Советот за јавни обвинители, имам само еден глас. Што значи дека секој по свое убедување, по свое наоѓање
може да гласа или да не гласа за избор на одреден јавен обвинител. Секако тука има и други правила, тука е и Бадентер. Да, тоа најчесто го добивам како одговор, секој сам одлучува, но сепак уште пред да се гласа, често веќе надвор се знае од советот кој ќе биде унапреден. Тоа беше последниот случај. Во медиумите веќе имаше имиња, а тие уште не беше почната седницата. Нели тоа фрла сомнеш на постапките? Ви реков, се уште не сум присуствувал на седница на советот на јавни обвинители, за да меѓутоа од ова што вие го зборувате, немам некој конкретни сознание дека навистина така се одлучувало, дека навистина така претходно се договарало, кои тие се таму само се дигаат рака и гласаат за еден обвинител. За одреден обвинител немам некои конкретни сознанија, така да не можем и тој факт да ви го потврди. А што е со дисциплинските постапки? Вие бевте и член на комисијата која што покренува која што одлучува по дисциплинските постапки во јавното обвинителство. Често за нив има исто критики, па дури и сомнежи за влијание од надвор. Вака, во однос на дисциплинските постапки, јас бев член и бев и председател на дисциплинската комисија во последно време. Имаше неколку предмети во кои што, веќе ви кажем, донесовме последната одлука што беше, ја ослободивме од одговорност јавен обвинител. Конкретно на мене, како председател на комисијата, никој немаше влијание, немал влијание. Ќе ви кажем за на трите обвинителки што беа од организиран криминал, обвинителката Вилма Рускоска и другите две обвинителки. Донесовме одлука која што се потврди од страна на Советот на јавни обвинители, меѓутоа за третата обвинителка исто така донесовме одлука која истата се ослободува од одговорност, иако јавниот обвинител на Република Македонија имаше и против неа поднесено предлог за покренување на тешка дисциплинска повреда. Меѓутоа, очигледно дека на крај валјда ја прочитал пресуда, го прочитал одлуката, решението и немаше жалба во тој дел и таа обвинителка беше ослободена од одговорност, а и сега имавме исто обвинител кој што го ослободивме од одговорност, така да Сакате да кажете дека не постапувате секогаш како што ќе каже јавниот обвинител? Лично или имаме и дури и различни мислења. Таму се 5 члена. Те сте спротивставиле? Да, таму се 5 члена. Без разлика што е хиерархиски на вас? Нема врска, таму се 5 члена и секој член си гласа посебно и ви кажувам и ве убедувам дека така беше. Секој обвинител не мора да значи дека си има одредено мислење и секој мора да гласа како што ќе гласаат другите. Се ја згасна обвинителката, поранешната обвинителка Катица Јанева му ги предаде на обвинителството голем дел од истрагите кои што беа отворени таму. Си има впечаток дека тие се закопани, не се постапува по нив, бидејќи нема некој исход. Дали се заинтересиравте за овие предмети и што се случува со преслушуваните материјали? Тоа беа бројни материјали. Имам сознание дека зградата каде што се наоѓаше СЈО повеќе не дека се иселува и каде ќе се носат тие материјали доверливи? Вака, денеска го потпишав договорот за раскинување и специјалното јавно обвинителство конечно се исели од зградата каде што беше лоцирано. Сите предмети што беа се префрлија во јавното обвинителство за организиран криминал во Скопското, сите сефови се префрлија таму во Скопското, во ОЈО-ГОК. Така да, доколку има одредени предмети што се во интерес на материјалите, прислушуваните разговори се чува под посебни стандарди во таа зграда. Сега, дали има услови да се чуваат повторно во различни згради тие? Не, тие се чуваат во моментот во сефови, се чуваат во зградата на јавното обвинителство за организиран криминал. Таму се сите разговори? Таму се сите материјали, а за разговори не можам ништо да ви кажем. Таму се сите материјали што се потребни и што останали од тоа јавно обвинителство. Таму и зградата сега јавното каде што беше лоцирано јавното специјалното јавно обвинителство веќе не е таму и го раскинавме договорот затоа што плаќавме и надоместок невана. Поради финансиски причини се раскина? Не, затоа што немаше потреба. Таму беа двајца обвинители
кои што седеа неколку години, обвинителката Ленче и обвинителот Лапе. Обвинителката Ленче се е номинирана за Евроджаз и дадовме канцеларија во јавното обвинителство наше, а обвинителот Лапе работеше за Куманово и беше во Крива Паланка, сега е со одлука на јавниот обвинител во основното јавно обвинителство Скопје. Се заинтересиравте ли за тие истраги на специјалното јавно обвинителство што ги пренесе? По подробни информации само можете да, затоа што јас сум сега нов, по подробни информации може да се побараат од јавното обвинителство за организиран криминал, затоа што сите предмети ги презеде јавното обвинителство за организиран криминал, имајќи предвид дека и тоа беше надлежно. Се ближат избори, предизборна кампања. Дали обвинителството најавивте дека се формира комисија која што ќе ги следи изборите? Дали веќе нешто имате во работа поврзано со ова или се уште е рано? Вака, за секои избори и сега се формира комисија во јавното обвинителство. Комисијата ја води јавен обвинител од Републичкото јавно обвинителство, кој што има доволно искуство како и за претходните избори. Формирана е комисијата, сите незаконитости може да се пријават на мејлот на нашата веб страна. Немаме, сега тоа се почетоци, значи јавниот обвинител одржува одредени средби со обвинителите што се во таа комисија. Уште рано е за евентуално некои противправни действија во однос на изборите, меѓутоа ќе ги следиме изборите и ќе бидеме во тек и секако ќе реагираме и можам да кажам дека по тие предмети ќе им се даде предност за да се постапката да се заврши во што е можно пократок рок, доколку има такви. Конфискацијата е лоцирана како една од слабите алки на обвинителството, механизам со кој што треба да се бори со корупцијата, но не се применува. Тука има и од надвор забелешки. Зошто е тоа така досега и дали веќе се направат некои планови да се промени тоа? Во однос на конфискацијата на имот, тоа е и дел од мојата програма, како нов пристап, нов приоритет во кривичните постапки и конфискацијата на имот и барањата за определување на мерки за привремено обезбедување на имот ќе бидат поставени како нов приоритет во тие кривични постапки. Јавното обвинителство ќе се залага за уредување и олеснување на. Да. И само што она што сакав да ве прашам пред малку, дали ќе инсистирате од членовите на Советот на јавни обвинители да ги образложуваат одлуките кога гласаат, кога не поддржуваат некој кандидат за унапредување? Тоа беше една од главните забелешки дека само се избираат тие што се избираат, но не се кажува зошто некој обвинител не добил унапредување, а некој добил. Дали ќе се обидете таков стандард да воведете, бидејќи многу е битно да се знае по кој критериум некој се избира, а зошто некој обвинител не бил избран? Ви реков и пред малку, пак ќе повторам, значи начинот на гласање е индивидуално, секој јавен обвинител, секој член на Советот, таму има и јавни обвинители, има и истакнати правници, секој член на Советот треба да ја образложи своето мислење, својата одлука, тоа зависи секако од него, зависи истиот што мисли, кои се причините зашто не е избран одреден јавен обвинител, а секако реков тука дека во тој дел ќе влијам јас како државен јавен обвинител да се изберат вистинските јавни обвинители да се добие нивно напредување. Обвинители како за почеток, нели најголем дел од вашите планови одговори се ние како медиуми ќе останеме да следиме дали овие планови програма ќе ги спроведете, бидејќи речиси сите обвинители најавуваат борба со криминалот, а потоа има многу забелешки за селективна борба со криминалот и корупцијата. Ви благодарам што бевте вечерва мој гостин. Ве очекувам и со ново интервју понатаму, кога ќе може и конкретно да ги анализираме резултатите од вашата работа. Благодарам на поканата. Она што го кажав и што е наведено во програмата, сметам дека е реално, возможно и изводливо и спроведливо.
Но дали ќе можете да одолеете на притисоците и влијанието кои што токму тоа ви реков и на почетокот, имајќи предвид дека не знаем ни еден функционер до сега во мојата работа буквално никој не ми влијал. Се надевам дека и натаму ќе биде исто така. Ви благодарам многу благодарам и на вас. За интервјуто. Вам почитувани, ви благодарам што бевте со Топ тема, останете на програмата на Телма. Добра вечер.